Во денешната емисија ве водиме во струмичкото село Добрејци. Селото е речиси споено со Струмица, а според последниот попис, тука живеат околу 1500 жители, скоро сите македонци. Според една од легендите, селото го добило името заради тоа што тука живееле добри луѓе. Нам ни требаше еден таков што ќе ни каже каде живее Делчо Ѓорѓиев, долгогодишен одгледувач на јапонски препелици. Здраво и живо! Ајде здраво живо! Ајде, Добри ли сте? на 100 мерака. Така, за 100 мераци да биде. Секогаш да биде така. Ме интересира Делчо Ѓорѓиев кај живее тој што одгледува препелица. Ќе се вратиш у предпоследната куќа и ќе влезеш правото. Само он има влез, слободен. Така. Право до патоа одма. Фала ви многу. Да се живи, вие сте од Алфа телевизија. да се живи и здрави. Амин, амин. Мојата телевизија да знаеш. Ете, одлично. Се погоди. Најмакедонски и само македонска. Убав ден, И поздрав. вам исто, поздрав. Откако добриот човек ни кажа дека Ѓорѓиеви се тука блиску на 50 на метри, полека влеговме во нивниот двор. Не пречекаа тетка Зора и чичко Делчо, на чии што лик доминираа мустајки, исти како на Гоцета Делчев. Само малку побелени. Од годините. И не било случајно. Ни кажа дека е голем почитувач на ликот и делото на големиот македонски револуционер и визионер, а дури и неговиот внук Ѓорѓи го носи презимето Делчев, по дедо Делчо. Да биде се оригинал, како што треба. Ѓорѓи Делчев. Со чичко Делчо си поприкажавме општо за живеачката. Ги слушавме како пеат петлите, препелиците, лаежот на комшиското куче и жуборот на чешмата со жива вода, за која што ни рече дека излегува од 90 метри длабочина. Потоа се договоривме да си седнеме во малиот пластеник во дворот и да разговараме за она за што бевме дојдени – препелиците. Тетка Зоре ни ја постави масичката и почнавме поред. Ај, зарно. Зависи, че буркам се. Зарно заедно здравје. Добре дојдов. Така. Сега да ги пробаме јајца Ајде. од препелица. Да. Добро. За јајца од препелица се вели дека се многу здрави, Да. енергетска бомба велат. Да. Не примат радиација. Така. Да. Тоа стручно докажано. Добро, Чикодилчо. Значи, базата е за живиот свет јајцето. Да. Сега, за да почнете да одгледувате препелици, прво треба да има јајца. Така е. Дури постои дилема, велат, што е попрво, кокошката или јајцето. А, енигма. Да. Овие во инкубатор се чуваат ро. Да. Имате инкубатор? Јас имам инкубатор од 2000 година. Иде пријател ми даде, он од пазару замал 2 пиленца и даде ми 5 јајца од препелици. И јас од мерак, викам, чеки ги ставам во инкубатора. Така. Стави ги и кокошкови и од препелици. И сите 5 ме излезеа. И така ги наплодиеме. Имам и илјадници јајца продадени и илјадници пилина продадени. Од тие. Човек кој сака тоа се множат они. Кога е со мерак, Со мерак и да ги гледаш. работата излегува. Е така. Така. Добро, се какви услови во инкубаторов се потребни за да Во инкубаторот јајца практично да. излезат пиленца. Јајцето треба да биде негде околу 4 до 5-6 дена старо.
Аха. да не биде постаро, да не биде, а да не биде скоро следствено денеска па да го ставиш. Така. Тоа син ми го он повеќе стручно го работе и И после колку дена? Инкубацијата трае 17 дена. А, така. 17 дена излеват. Сега гледаш колко е маленко јајце, пинат се още по-маленко. И сега треба да го изгледаш. Треба топло, имаме специјално, го викаме сушара, се суша тука, па храничка, па малко војчка, се да обстане убаво, па после ги премествуваме. Иначе на еднач не бива право да може Апсолутно. да може да несе. Иначе тоа пиле може да пренесе негде од 35 до 40 дена. Но е брзо Така. несе. И оно може да снесе за 18, за 3 дена 4 јајца. На 18 Саат е Саат. просек, така? знаат јајце. И А, многу луѓе како вика, аха. давам му на пријател ветеринар, да вика дај ми 4 пиленца. И надехме човеко, соработаваме, покажува и стручно и се. Надехме 4 пилина и едно машко. Така. И свеќаваме се, дека ќе купуваме храна. И викам, како бе, а малку му дета мислата за името, Саша си има се вика. Како бе се? Вика, Чичко Делчо, вика. Секој ден, вика, 5 јајца взимам, вика. И еден не слуша от страна. Како, вика, 4 пилина и машкото ли неса, вика. И машкото ли неса. А вика, и ние му објаснува, дека таа птица преку 18 сата несе. И така за 3 дена 4 јајци ќе снесе. И пак он не верува. А, Чичко Делчо, од почеток додека се малечки, можеш да забележиш кои се женски, кои машки? Не, Се разликуваат? Или подоцна тоа може? Кај ќе пренесе. Аха. Тога знаеш. Знаеш мачкото, јас се после може и да ја покажем, Така. да видите. Ќе цивнеме после да во Кој е мачко. кафесот. И таа што му за оплодување на машкото се гледа, да? И му е држи му е исплапчено и така се познавате. Иначе додека се мали не може да ја познаваме. Сега тие лампиране што има, или у тие репроцентарите, може, ама ние тука, кајто почне да пренесе, тога ги знаеме и машкото пее, да го пее оно. Аха. Добро, вака се да прашам. Нели имаме ние овде по ливади, по ниви, има Да. подполошки, така? Да, Меѓутоа сега овие велиме дека се јапонски препелици. да, тоа е припитомено. Припитомено? Тие се припитомени пред 2500 години. Добро. Тие јапонците се ги припитомиле и се ги чувале за да имат сила, за енергија. Така е. Тие јајца, наводно... Еден цари се излечил од тоа. Да, од нив. да. И тие што нели карате, кунг-фу се вежбат, Да. за да бидат јаки, да него Така. да други да не бидат кај них, се чувале во тајна да Така. ни тие. И месото од препалица и јајцата исто. Се ова сакав да прашам. Например, од нашите подполошки што се овде автохтони, Да. ако земеме да ги чуваме во кафес, Да. мислите дека ќе има поинаков ефект сето тоа? Не би можеле тие тука да несат? Ама они у природата, може би ќе снесат, ама сакат посебни услови, да има поголемо направено. Така. Ја како што е тука, нели, фолијата, поголемо заградено, ама оно ти лета, па и одгоре треба да биде заградено. Така. И ќе се испилят. А иначе јајцата скоро исти се. Да. Јас сум јадел и од 9 јајца и од тие. Да, па рековте ловџија сте сигурно сте чекале нешто по нив. Да. Иначе многу го взимат и месото и од дивите и од тие за исхрана на мали деца, а и возрастните. Јас син ми, некако вас е и пое крупене, вика секој ден да јадам супа од препалица, секој ден ќе јадам. Здраво. Секој ден. Многу е здраво. Нема што. Ама и вкусно, месото е И вкусно. вкусно, нема ништо нема, а ги хранеме ние и пченка, медеме, Да, мешана ќе храна. раченка има се овде. Некој пат ставам и сончоглед А, така. внатре и некој друго семе. Добро, кога се малечки, велите отидовме да купиме храна. Значи им треба специјална храна, А додека се малечки треба да биде смелена, така? треба да има внатре соја. Сојата, нели? И ние луѓето ја јадеме. Така, да. Сега веќе се и
во зерната индустрија употребува, сегде се Секаде употребува. нормално. Да. Треба да има сончоглед, Така. треба да има луцерка или јонџа, како ја викаме. Да. Сега, ние не сме още индуцирани, не правиме како во Грција прават во брикети. Да. Во брикети јонџа и после се меле у млино, ако таа машината така, на специјален млин, се мели и се размешува. Се става зејтин, се става внатре, дали маслинов зејтин или се, да храната биде полесно да се јадат. Добро, рековте дека си имате нивичка, си садите и пченка, еве се гледам пченка. Производство. Пченкава бара и вода. Па нормално, ја имаме и бела таа за варење. Така. Да си се обрисадаме на крајца 2 реда, бела. Тралате вака, тралате пченка вака, Да, едно од друго. Вака ја тралате. Ама гледа, овде и машина си има. Со машина. Да. Ами ја Ќе пробаме после машина. поклон ми од бабата. Да. Пава, јас сум благодарен. Па добро сега. Тоа ти дава. Па бабата ако не дала кола, некоја баре машина. Мерцедес, Машина дал. Ќе пробаме после ќе сомелеме малку пченка. не им требаше, они беа веќе возрастни. Така. Јас сум малку чадам. Не им требаше и вика, зете се веќе некај на тебе, таа не ме веќе враќи. Во село имам и јас иста ваква машина како деца сме мелеле вака. Тоа е производство негде 53-та година, мислам, генерација ми е. Така. Од колективо. Добре. Може сега да отидеме да сомелеме малку? Може, Ајде да сомелеме да видиме. Чекай, малку столче сам, Да. помаленко таму. Да, ова ќе отргнеме. Да, вака. Да отидеме да сомелеме сега малце. И клиповете има, по чај треба, вода, треба на вода, на вода треба. А хранава главно баша свијесни обезбедувате сами или море да кува? Море нешто, такова сончоглед нема, соја нема, нито така. Епа да. Слушай, как пеат. Тие се машките. Мене това ме задоволила. Летно време си лежал вонка и Пред да отидеме кај кафезот со препелици, ни кажа и дека е голем хуманист. Дарувал крв повеќе од 100 пати. Почнал уште од пред 50 години. Ни ги покаже и признанијата што ги добивал. Секоја чест. Дали сега можеме да отидеме кај пилињава да ги видиме? да, секако. Да, да отидеме тамо и тамо да ќе го продолжиме разговор. Пред да го продолжиме разговорот кај препелиците, еве неколку информации за нив и за јајцата што ги несат. Комерцијалното одгледување на јапонската препелица најчесто се практикува во кафезни системи или понекогаш во комбинација со подни. Просторот за живење е многу важен предуслов. Во системот на гоење на препелиците, на 1 метар квадратен се одгледуваат од 70 до 80 птици. Најдобро е да се чуваат во мали кафези, кои се практични и за хранење и за собирање јајца. Достигнува должина на телото до 18 см. За возрастни препелици во кафезен систем треба да се обезбеди простор од 12 до 15 см по птица. Оптималната температура за легло е од 20 до 22 степени Целзиусови. Релативната влажност на воздухот од 65 до 75%. Потребна им е постојана светлина која што се прилагодува според возраста и местото каде што живеат треба често да се вентилира, но да не се изложуваат на промаја. Се хранат со специјално подготвена храна која што содржи витамини и минерали за нивниот нормален живот и успешен развој. Лековитоста на јајцата од јапонска препелица е позната со векови. Нивното конзумирање овозможува големи придобивки за организмот.
Го подобрува крвотокот, му помага на црниот дроб, желудникот, срцето и бубрезите, а го засилува и имунитетот. Во споредба со јајцето од кокошка има 5 пати повеќе фосфор, 7 пати повеќе железо и 10 пати повеќе разни витамини А1, B1, B2, B6, B12, како и калциум. Овие јајца треба да се конзумираат превентивно, но успешно помагаат и во лечењето на многу болести. Во тој случај, начинот на нивната употреба треба да биде во консултација со лекар. Различен е начинот и количината. За јајцето се вели дека е мала енергетска бомба и лек на иднината. Најдобро е да се конзумираат наутро на празен стомак. Да бидат сирови и половина час пред да се конзумира друга храна. Само оплодените јајца се лековити. Овие јајца треба да ги користат деца во развој, стари лица, болни лица во закрепнување, лица со специјална диета и спортисти и физички работници. Јајцата кога се користат за лек треба да се чуваат во фрижидерна температура до 4 степени Целзиусови и да не се постари од 30 дена. Доколку не можете да ги пиете живи, може да ги сварите или да ги комбинирате со млеко, со мед и вода и слично. Напоменуваме дека луѓето што имаат проблеми со жолчката и црниот дроб, задолжително треба да се консултираат со лекар за нивна употреба. И сега е ред да дзирнеме во малата просторија каде што се одгледуваат препелиците. Чикоделчо, е сега овде, во овој кафес, кои услови им се оптимални за тие прво да екзистираат и второ за да не се? Услови треба светло Добро. и специјална храна. Ако не им направиме специјална храна, они нема да несат. Дадам само пченица, нема да несат. Так. Исто и како ние, нели, кога ќе направиш салата, само патуџан да јадеш, не е вака, ќе му ставиш и пиперка, и сол, и зејтин, и па и сена, ако му ставиш, още по-убаво. Да стои така и птицата. Вака им давате по нешто од бавча, например, некако Јаболка им дава некој пат, ќе запнеме тука јаболката, они ќе изчапкат. Јаболка им дава. си јадат јаболка. Да, А нешто од зеленчук? не, Не. не. Овде не има оно во кучицата има луцерка и нема потреба што да. Нема пат. Луцерката е многу квалитетна. Температурава која треба да ја биде овде? Па температурата јас мислам дека од 25 да не е подоле, или од 20 да не е. Да ја мора светло да им свете. Преку цел ден и цела ноќ? Цела ноќ за да. И ноќта јадат. И ноќта јадат и така и они си несат. Значи намарат, не си уста ако не им свете струјата. И зашо нели кокошката, таа вечерта голема. Цела вечер не јада и не несе. А додека се голема дено, почнува да несе таа. Е, добро, колку време трае циклусот на несење? Па негде околу 10 месеци до година. Најефикасни се околу 8 месеца. Несат секој ден, после престанува поредка да несат. Так. Е сега, кога ќе им заврши циклусот, што се случува со пилињава? Предпоставам дека ги заменувате со млади пилења. Да, млади, старици ги колеме и ги конзумираме. Најповеќе ние. Ставаме у фрижидери, 3-4 извадаме, супа си направиме, питаме уризик направиме со них. Некој што сака да се купе, тие се околу 2,5 евра, сино ги чисте, а зар средно, само да однесе госпожата долу да става и да свари да направи. Значи 150 денари едно пилење. 150 денари, марските, да. Так. И полза. И оно не се стари, 18, 10 не е старо и тоа не е старо, младичко е. А ги има повеќе сорти? Не. Мислиш дали бели или тоа? Па да. Они сами се тие. Човека ми измелезават се. Так. Че са лични, убави много.
А добро, велиме дека има, еве сега овде, ако има 100 пилиња, така? Да. Ако на 7 до 8 треба еден петел да има, Да, на 5. или на 5 5. су плоцени. Да, значи овде треба да има околу 20 петли. Да, машки. Да. По просек машки. Да. Така? Има ривалство помеѓу петливе, појавуваат агресивност, Има се тепат. се тепаат, За превлаз, как да се покажат пред женските, така? Да. Да. Иначе сака мир. Не сака да се возбудува. Сака мир да бе. Сега примерате има земјотрес. Они осеќат после 2 недели не несат. Ако помине некоја бучава кола, Значи стрес се стрес добиват, да. Так. И затоа они у природата дивото така е. Добро, овие, да речеме, ако овде велиме дека има 80 женки, Да, Значи- машки. да. Значи, вие практично од овие секој ден имате минимум по 80-90 јајци. Да, Од овие горе сте. Само да. Они дек са по-млади, редовно не са те. Така. А има одредени периоди, например, по намалување на несивост во смисла зима-лето. А зимата, ако нема трусови, ако не им е топло, не, и е заградено. Со најлон, со се изолирано и така. Така. Им треба овде веројатно и вентилација да имаат. Тега коректна вентилација. Има. Ali sigurno važno je pak da nema promaja, zašto može i da... Нема тоа, тебе се живи заштитено. Заштитено. Ова е практично храната. Да, таа е граната. Може да земете во ракава да видиме како е? Може. А, тоа е. Може и да им ставиме малку, така? И рековте од ова по 50 на 60 грама едно може да изеде. Да. Храна од каде ја набавувате ова? Има тука. Храна има, дистрибутери има, таа е. Има и српска, некој пат носи од Грција. И Србија по-квалитетна прават. Хубава храна прават. Колку суту вреца се? Така, колку е една врекичка? Таа е врека 10 кило, 400 денара. 40 денара е бе кило. 40 денара. Но само храната одгледаен тоа е. Апсолутно. А вода колку им е потребно? Су постојано да се имат. Ја само имаше и што си пијат. Постојано. Има поилки. Ја. Поилкичка. Така. Правилно така. Водава и вие менувате, често така? Питка вода, 3 пати на ден. По 3 пати на ден. 3 пати, да. Рековте дома си конзумирате јајца, Ево, цела фамилија. децата јадат, Децата, да. им се подобрува имунитетот. Крвта се појавува, железото. Многу луѓе ќе земат за детка. Тие прочитале или на вестник, у вестник виделе, ќе земе, ќе зема крвна слика ќе направи, ќе да после 20 дена или 1 месец, железо покачено, крвната слика подобрена и дете поречки се разболува. Ја може откица. Так. Тоа што баре дечки, пред да јадеш, па после пие и кафе, па и алкохол, се, не газиран да е. Али доста смукливо.
Сега овде се наполниме со енергија, испивме по едно јајце живо. Сега може да отидеме кај кокошки, бе? Може. Ајде, кај кокошки да отидеме се. Откај препелиците се префрливме кај домашните кокошки. Ги имаше повеќе од 100. Се пофали дека неселе и зелени јајца. Ни вели до петлите што ги донесов од Солун. Снесла. Има ли зелени? Има едно. Се. Еве го. Чекај само да го дофатам. Еве го зелено. Да. Интересно. Се. На крај ни се пофали дека за него најголем успех и чин на патриотизам е што децата му се тука, дома, а не по белиот свет. Но вели дека за да останат младите во земјава, и државата треба да направи многу повеќе за нив. Чичко Делчо, прво ви благодарам за убавиот пречек во оваа домаќинска куќа. Продолжете и понатаму здраво да си се храните, си имате домашни јајца, јајца од препелица, си произведувате и домашна храна, целото семејство здраво си се храните и да продолжите и понатаму така. Инаку да кажеме дека Чичко Делчо во изминатите, па сигурно најмалку 30 на години, Повеќе. па повеќе од 30 години, 70 година. 55 години. 50 на години сте крводарител, 110 пати сте дарувале крв, Да. што значи дека сите што примиле ваша крв примиле здравие. А? Ете така, ве поздравувам, останете ни. Не сакам да ви каже благодарам. Јас сум дадел ти, јас сум сакал да дадам. Нел ти некој бил на зора. Јас сум дадел само да помогнам и возврат ништо не сум сакал. Само ето благодарам, ништо друго. Ете, едно големо благодарам од сите оние што примиле крв. Ви благодарам и вам уште еднаш за убавиот пречек. И на вас исто. Ете, ова беше крајот на денешната емисија. Ве поздравуваме од Струмичкиот регион, поточно од селото Добрејце. Добрејци. Или по рано кажано Марино село. А ете така. И ете, за крај и вам да ви препорачаме да се храните здраво, за да бидете здрави. Ете, со оваа порака ја завршуваме денешната емисија. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно. Пријатно, благодарам. Здрави, живич. Среќен брат. Амин, фала ви. Да.